Добар ден на сите. Повод за денешната пресконференција е погрешниот концепт за енергетски развој на Република Македонија, кој се обидува да го реализира актуелната влада. Именно пред 2 дена на пресконференција министерот за економија Бесими, во присуство на вице-премиерот Пешевски и директорот на ЕНЕП Чинговски објавија дека успешно е завршена првата фаза од тендерот за изградба на хидроелектраните Чеприн и Галиште, кои ќе се градат по принципот на приватно-јавно партнерство, што за СДО е погрешен и контрапродуктивен концепт. Тргнувајќи од фактот дека независноста и сувереноста на една држава директно е поврзана со нејзината енергетска независност, СДО предлага поинаков концепт кој ќе придонесе за стабилен енергетски и економски развој на Република Македонија. Именно, концептот на СДО е следниот: изградба на сите енергетски капацитети кои користат обновливи извори на енергија, вода, воздух и сонце, од буџетски средства, со што електраните остануваат во 100% собственост на државата, при што за нивна реализација се ангажира домашната градежна оператива. Овој концепт за енергетски развој на Република Македонија е во највисоките приоритети на СДО во изборната програма која во наредниве денови јавно ќе ја промовираме. Само за да објаснување. Независно од концептот, времето кое е потребно да се изгради еден енергетски капацитет од средна големина, како што се Чеприн или Галиште, потребен е временски период од 5 до 7 години. Доколку знаеме дека приближната цена на чинење на целиот проект е околу 600 милиони евро, доаѓаме до заклучок дека со добар интензитет на градење, проектот Чеприн и Галиште би завршил за 12 години, што во пари би значило 50 милиони евро годишно. Македонија во изминатиот период покажа, барем оваа влада, дека 50 милиони евро годишно не се проблем да ги одвои од буџетот и тоа за непродуктивни проекти. Затоа уште еднаш апелираме дека инвестицијата од 600 до 700 милиони евро, која гордо се најавува, не е инвестиција што се случува за период од 6 месеци или 1 година. Тоа е инвестиција која независно од концептот на реализација трае 10 до 12 години, што значи дека на годишно ниво реални пари како инвестиција се околу 50 до 60 милиони евро. Бенефитот за Република Македонија од концептот кој го предлага СДО, за разлика од актуелниот, е многу кратен. Ќе наброим само неколку. Прво, максимално ангажирање на домашната градежна оператива што ќе придонесе за раст на бруто домашниот производ. Второ, ќе добиеме непотрошлив извор на електрична енергија во целосна собственост на државата. Ваквиот концепт ќе биде клучен фактор за привлекување на странски инвестиции преку давање на бенефицирана електрична енергија во одреден период на потенцијалните инвеститори. Ќе се овозможи државна контрола на огромните ресурси на вода кои ќе се создадат во акумулациите, притоа знаејќи дека водата во иднина ќе игра клучна улога во стабилноста на државите. Ќе се создадат услови за бесплатни социјални енергетски пакети за најзагрозените семејства. Ќе се создадат услови за забрзан развој на општините кои гравитираат во тој район, посебно Баријево како еколошки крај и така натаму и така натаму. На крајот сакам да потенцирам дека предлогот кој го нуди СДО не само што е најпатриотскиот концепт за енергетски развој на Република Македонија понуден на политичката сцена, туку и општо прифатен од неинструираната експертска јавност која е спремна да дебатира на отворена трибина на оваа тема, која СДО ќе организира надвор.